Браво! Понредни вести од светот на дизајнот. Кај сте бе? Не планирав да го снимам ова, ама само ќе искочија резултатите официјални од Golden Drum, од Young Drummers, што направија конкурс во соработка со Телеком Македонија, че ги одбраа трите најдобри дизајни од Македонија кои што беа испратени као за Young Drummers. Тие што не знаат, Young Drummers е дел од Golden Drum, се одржува секоја година, значи за млади креативци кои што сакаат нели да се покажат, да се развијат и да осетат како се работи на Golden Drum, како работат големи агенции, како се работат големи проекти. Оваа година Телеком во соработка со Golden Drum направија конкурс на тема рекламата онаа што беше за предрасуди од Телеком, што ја правеа во Сачи. Значи соработка помеѓу Македонски Телеком и Golden Drum. Имаме победниците. Трите места, јас ќе кажам мое лично мислење. Честитки до тројцата добитници на награди, убаво да си поминете у Пиран, еден од поубавите градови во кои што сум бил у животот. Не сум бил многу, ама добро, не е битно. Така да, браво, честитки до тројцата. Ми се свиѓа што има Young Drummer себе и кај нас повторно луѓе што ќе одат натака. Не идевме на времето баш. Сега Деки што е креативен директор у Сачи, заедно одевме 2 години поред. Или 3. Немам. Одевме заедно на така. Со авион и со кола еднаш кај имавме роуд трип од 20 и кусур сати у пичку матер. И гутнавме патот и good times. Golden Drum, winners announced. Да видиме кои се. Ведран Шурбановски, Симона Симоновска, Давид Трајановиќ. На Давид Трајановиќ го видов уште вчера. Океј. Добро. Ведран, дали Ведран Вајт верз оној што е раперот? Ти ли си бе баки? Ја мислам. Значи, добиваат фестивалска пропусница, хотел, патување на... Брат, ова е бар, најмалте 1000 евра се ова. Значи, чак. А искуството, priceless. Значи, не постои во регионот подобар фестивал за креативност и за адвертайзинг, не постои. Така да, браво, уште еднаш честитки. Да видиме кои се. Јовица Рафајловски, арт директорот од Сачи, супер. Сузана, не ја знам Сузана, и Андре Павловски, не го знам, Golden Drum Ambassador. Тоа е, значи, тоа се судиите. Бојана Арджиева, The Youngest... И зашо го нема? Зашо го нема оваа Бојана сега? Нема врска. Еве ги, значи. Прво место. Ведран Шурбановски. Мене ми се свија. Значи, супер е. Ќе се појават многу луѓе, ќе кажат личи на оној се викаш артистон у Берлин што ги црташе оние дудулс едно друго, ама што ако личи на тоа? Има приказ, не гледаш? Радио Милева стои тука на прозор, Home Security by Радио Милева, и што ќе кажат комшиите, најака ствар, што ќе кажат, јас сум тука, значи, кога живееш меѓу згради, знаеш како е. Ја гледа комшиката кога си се вратил, со кој си се вратил. Кога прерасудите зборуваат, боите исчезнуваат. Ми се свиѓа, во контекст, идејата, копито напишано се е добро. Ама од друга страна, кога правиме предрасуди по боја, значи бели, жути, црни, индици. Нема индици кај нас, нема да ме кенселнете да вебам сега. Ако со предрасудите исчезнуваат боите, тоа знаеш као деците да имаме предрасуди, бар ќе бидеме нема врска, јадам гомна сега, значи мене ми се свиѓа затоа што баш ја има таа македонска естетика. Што ќе кажат комшиите? И ја истото го викам, што ме воли курот што ќе кажат комшиите? Ето мајка ми ќе се расправа, ама комшиите што ќе кажат се вратил у Пеца Бајле. Што ги боли курот кога сум се вратил бе, ти јам брке работа еби си мајката. Ова ми е едно од најсимпатичните, значи идејата е 11 од 10. Реализацијата е малте утната. Реализацијата не ми се свиѓа. Зборам реализација, типографијата и оваа доле типографијата. Брат, дај бе. Значи да беше подобро типографски решен. Дизајнерски решен да беше постерот. Малце подобро да беше решен постерот. Прво место. Ја ти гарантирам. Симона
Симонче, браво, ала нека ти е. И второ место е супер место, нема да се разочаруваш. Мислам, најлошо е второ место, за малце прво, најбоље трето. Супер, мене ми се свиѓа, значи, дете од 5 години како ќе нацрта човек, сите деца цртаат луѓе исто. После тоа ние си го ставаме, тоа, нели, вакви биле, такви биле. Симона супер е, мене ми се свиѓа идејата е стварно перфектна и баш ја отцртува идејата на Телеком рекламата. Само тоа зборат за бебиња, ти збориш веќе за деца од 5 години, значи има онаков некој прогрес во работата. Типографијава 0. Значи 0. Знам дека е за луѓе до 28 или до 30 години, колку би до 30 мислам дека, ама пак треба малце повеќе да се работи. Значи на фестивали за креативност, фестивали за маркетинг, за се гледа, буквално се гледа идеја, реализација и на крај презентацијата. Значи кейсот кој што го праќаш ти на Golden Drum или на Cannes, тоа се гледа. Не се гледа само добра идеја. Ако е добра идеја, со добра реализација, а лоша презентација, отиде. Толку. Го видов постерот, све има. 30. Значи 30 години као, ја сваѓам идеја, incompetent, incomplete, incapable. Ова сум ја. Само наместо 30-ка, 36-ка стави тука. 37 за 2 месеци. Тука има невеста што трча, бизнисмен што трча и некој што победил на факултет. Браво што доби трето место, ја лично не би ти дал. Мислам, ако ова беше лошо, ова е скоро катастрофа. Мислам, сега да бидам искрени, што? Нема, графички не изгледа добро, технички е, овие тука, зашто не го значи, те мрзили да ти имам да го направиш со офсет пат у минус, тинг, направи го, и нека биде, нека го следи истиот пат, види го ова да ти види са тука, стаза, курац да ти е. Че дај нека го следи целиот пат. Ајде малце, сам... Добре. Крај крајава, кој беше? Гледаш ли бе, брат ми? Ама нема врска. Добро, млади, деца, ајде нека учат, нека прават, нека работат, нека отидат на Golden Drum. Откако ќе се вратите од Golden Drum, се надевам ќе бидете полни со искуство, ќе научите многу ствари таму и ќе се вратите како одлични дизајнери тука во нашава Република Македонија и ќе работите подобро. Честитки уште еднаш до тројцата добитници, убаво да си поминете. Солено чоколадо да ми купите, се шалам, не јадам такви ствари. Ако у хотелот работи уште тој кичевецот на Шанг, да го поздравите многу. И тоа е тоа. Не претерувајте со пиење на вечер, таму малце се заебани тие постарите. Типкаат. Така, многу кратка ептен шорт епизодичка. Браво Телеком уште еднашка за рекламата, браво Golden Drum што инспирирате и мотивирате луѓе да работат и што им давате на луѓето шанса да дојдат да видат што е како е. Другите вести на Golden Drum, Мекен добија влегоа со шортлист, само шортлист добија за сенката. Ќе видиме што ќе направат на денот на изборот, значи сега се откриваат шортлист, сите кои што се шортлистнати, значи тие што се влезени во потесен избор, ама нема да добијат награда. Мекен влезе со Халкбанка со сенката, тоа видеото што беше, така да дечки остануваме у контакт за све што треба. Јас ќе гледам да ги пратам овие ствари почесто, значи вакви шорт вестички да искачаат, да се прават. И тоа е тоа. Happy Drumming, уште еднаш. Тројцата добитници, Вец Вајсверс, Симона и Давид, дечки браво. Со среќа, со лесно и да научите многу ствари таму, да ги гледате предавањата, не пиете само таму по хотели. Идете на сите предавања што ќе бидат. Кој ќе иде таму исто поздрав, убаво си поминете на Golden Drum. И тоа е тоа, дечки. Ајде се гледаме наредно видео. Чао.